Ова утро, централно место и централно нешто ќе заземе поетесата наша, која што е надежна и морам да кажам и прекрасна гостинка во нашево радио. Станува збор за Даница Петровска. Даница, најпрвен ќе те поздравам. Ќе ти посакам добро утро и добро ни дојде. Добро утро и на вас. Еве, јас најавив дека денеска повеќе внимание ќе обрнеме на убавиот пишан збор, а тоа наговестува и на вашата збирка Готска жена, поезија. Да. Готска жена, интересен наслов, некоја несекојдневна тема. Готска жена. Готска жено, ти нема презбори. Откри заспани мисли, тешки камења скрши, железна порта отвори. Замок од јад на проколнати чеда пронајде. Под наметка сокриени желби, душа вековна сокриена. Темниот месец тајна открива, деца на ангел црн и скршени крилја. Во празнина, заробена тишина, сенки на изгубени души по патот чекорат. Огледало на темнина во око скршено, изгубен е патот до светлина. Вие, што болка сенка вие, кажете како мириса земјата, во око на изгубен талкач роза црна, ангел со скршени крилја во темнина заробен. Напите ме, нахранете ме, во раце книга на сенка дајте ми, во неја тајна на месецу запишан, во неја сите тајни на смртта јалова. Радио Браво, 88,5 FM. Во пресред на утрешното збинување, промоција на книгата Готска жена, веднаш до мене во студиото е поетесата Даница Петровска. Даница, те поздравувам и ти посакувам топло добре дојде. Добро утро. Еве, ќе проговориме малку и за темата, иако веќе откривме пред некое известно време за тематиката и за вашата поезија во која што всушност е составена во стихозбирката Готска жена, сепак би сакала повторно да ги запознаеме нашите слушатели. Мистерично име, мистериозна содржина. Еве, открите нешто повеќе за таа мистерија. Токму така. Самиот наслов на книгата зборува за самата готска жена. Всушност, тоа сум јас. Готската жена, додека ги пишуваше песните, ги слушаше својот внатрешен глас, што, за жал, во ова брзо време на живење, ретко кој може да обрне внимание на својот внатрешен глас. Затоа пак јас како личност, сакав да го слушнам тој внатрешен глас и да го напишам, да го прикажете. Да го прикажам, она што чувствувам и она што ме обкружува во мојот свет. Во темниот свет. Во темниот свет. Да. Зашто најмногу пишувате во Готска жена? Готска жена, тука се сплотени сите мои чувства, оние, да кажеме, чувства кои ме погодуваат, чувствата кои ме повредуваат, чувствата кои ме повредуваат и за друг човек. Всушност, самото тоа представува нешто што една болка. Можам само да се надоврзам дека преовладуваат емоциите. Токму така. Емоции кои што многу сакат да ги скријат, но сепак вие бевте храбра и ги изнесовте и ги кажавте на луѓето, сите насобрани во едно место, а тоа е оваа токму стихозбирка Готска жена, која што по голем труд и со повеќе месечно творење сепак дојде до своето совршенство. Со тоа сакам да го најавам утрешниот ден, кога ќе биде всушност и промоција на вашата книга. Да, утре на 4.5. во среда во Центар за култура Трајко Прокопиев во 19:30 часот ќе биде промоцијата, каде што
Ке можат сите да присуствуваат кои што сакаат. Секој да слободен слушнат. влез, нормално, секој кој сака, кој е љубител на пишаниот збор, може слободно да дојде. Промоторот ќе биде Јовица Тасевски, Етернијан. Познат, Така? да, познат поет, критичар и така. Промотор кој што заслужува да биде промотор на една Да, прекрасна навистина, книга. да. Така е. Водител Драган Ивановски, сето тоа ќе се одвива во малата сала, со Да. почеток во 19:30. А сега би сакала збор 2 и за промоцијата. Како течеше тој период, дали навистина беше бурно спремањето, промоцијата се уште не го доживеа својот врв, еве ние и ексклузивно најавуваме за тоа за утре. Со ова се почна онака спонтано, меѓутоа, кога сватив дека навистина ќе бидам промовирана, тогаш Дека е нормално време. дека е време. Нормално си има своји обврски, се мора да изгледа убаво, за да може кога човекот слушне, кога човекот види, да му се допадне, да посака да дојде на уште една моја друга промоција. Дај Боже, тоа ти го сакам и јас лично, бидејќи ова е само првенче, кое што ги Да. отвара вратите за понатаму. А јас би сакала да ве прашам, колку време ви требаше за да ја напишете оваа книга? Значи, Готската жена, тоа е всушност колку временски. Ова се збир на песни кои се пишуване во одреден период. Не можам тука да кажам во години, затоа што тоа се она што ме обкружуваше, може да кажем условно 3 години, 2 години, меѓутоа сите тие песни се пишувани од периоди кога, да кажеме, ме обкружувало на темната страна на човекот, каде што јас не ја кријам својата темна страна, затоа што во секој човек постои она темното кога го обкружува она негативно чувство, затоа што кај секој од нас има и позитивни чувства и негативни чувства. Так. Ние не можеме само да ги истакнуваме оние позитивните чувства. Тоа е убаво, меѓутоа За жал постојат и оние другите. Да, постојат и другите. Ја представувам и двете страни, да кажеме, и доброто и лошото. Тоа е тоа. Тоа значи дека Дани не го бркаше времето, туку ги бркаше чувствата. Токму така, тука не можеш да седнеш и да пишуваш, јас ќе пишувам, еве јас ќе напишам песна и готово. Значи тоа со тек на време си доаѓа. Највеќе тие песни ги пишувам кога сум у суштина осамена, баш во тој период кога човекот е осамен, тогаш доаѓаат тие внатрешни гласови, го слуша својот глас. Јас верувам дека ова ќе биде доволен предизвик за сите наши слушатели кои што го сакаат убавиот пишан збор, да ја земат во свој раце оваа книга и да се соочат со нешто искрено. А каде може да ја најдат? Книгата по промоција, тогаш во библиотека, во некоја книжара, Веќе е книжарница. достапна. Да, ќе биде достапна се уште, не сакав дур до промоција ништо. После Тоа го промоција знам. може. Да. Не знам, такво ми е чувството, така ми кажува мојот натрешен глас дека не треба така. Пред промоција. Пред промоција. Така е и редот. Јас ќе си дозвола малку повеќе слобода и ќе навлезам малку уште во нешто. Знам дека имате и побарување за некој дел од вашите стихови. Еве. Ајде, Да. открини. Тоа е па од она позитивната страна, да кажеме, на пишувањето на мојата поезија. Сосема случајно, песната се вика Црно грозје. Тоа е љубовна тематика, еве да не кажат слушателите, само пишувам темни песни. Сосема случајно на интернет ја имат пронајдено мојата песна, за им било потребно нешто, да кажеме, со некој цитат, некој убав збор, за вино, значи за етикетата Така. на вино, и ги пронашле моите зборови, каде што им се допаднало и нормално бара дозвола, дали можам да им го отстапам. Така, тоа е редот како авторско право имате вие. Токму така. Нормално ми беше мило, ми беше чест.
им дозволив и сега сме така во контакт со нив. Сега Да барат и појасниме- за бело вино, Да нема појасниме дека проблем. се работи за некоја винарска Винарска, компанија да, од компанија. Македонија која што извезува вино во Вино. странство. За Италија барем мислам така беше. Еве, Да. конкретно, значи, за Италија и бараат стихови од вашата веќе се уште не објавена книга. Да, се уште не објавена, меѓутоа јас моите песни не ги, да кажам, штедам, ги пуштам по интернет, ги пуштам, еве, во познатиот на Facebook, например. Епа, Да, константно таму ги пуштам. Веќе тоа е доказ дека дел од стиховите си нашле свое место. Токму така, како би дошло, например, Да. до некој ако не е пуштено. Сигурно. Многу среќа во иднина. Убава промоција утре. Многу ваши стихови да се најдат на брендови од Македонија. Благодарам. Ки ми биде мило. Сепак тоа е успех. Да. И се разбира дека ви посакувам следниот пат со нова книга. Секако ќе биде, мора да биде. Сега нека биде во преовладување на она светлата страна од вас. Секако. Еве, ова е една моја идеја. Нормално, сега сум во еден тренд, вака, љубовно еротска поезија. Одлично. Да. Одлично. Да, нешто така сум, расположена. Жените кога одат во годините, тогаш како стареат, така и созреват. Одлично. Утре, 4 мај, почитувани слушатели, повелете промоција на книгата Готска жена од авторката Даница Петровска во малата сала на Центарот за култура со почеток во 19:30. Ви благодарам, Даница, за учеството. Благодарам и на вас.